гостин во Република ТВ е доктор Силвана Ончева од Институтот за јавно здравје. Светската здравствена организација оваа недела го одбележува Светскиот ден за борба против пушењето. Добар ден, доктор Ончева. Добар ден. Во Македонија скоро половина од полнолетното население пуши цигари. Може ли да се искорени оваа штетна навика? Како да се искорени? Па, ако зборуваме за искоренување е многу тешко, заради тоа што веќе доста луѓе кои што веќе се зависни од земањето на цигара, значи ќе треба многу долго и континуирано да се работи за да можеме да кажеме дека бројот е многу намален на пушачи. Секако дека тука најмногу ќе треба да се работи со младата популација, оние кои што треба да се едуцираат да не почнат со земање на цигари. А многу помалку ќе можеме да успееме кај оние кои што се веќе долго време пушачи, заради тоа што тоа е тешка зависност, пушењето е предизвикува тешка зависност. А што значи една испушена цигара за човековиот организам? Па можеби ние мислиме дека не значи ништо, но сепак значи. Статистиката говори дека со една испушена цигара се скратува животот за 11 до 12 минути. Со тоа што секако дека треба да се знае дека чадот од цигарата содржи доста штетни материи. Се смета дека има околу 4000 штетни материи, од кои што повеќе од 50 само предизвикуваат неколку повеќе видови на рак. Так, истражувањата кои ги презентиравте неодамна покажаа дека скоро 40% од македонските тинејџери пушат. Дали податоци треба да не загрижуваат? Дали овие тинејџери подоцна продолжуваат во повозрастните години да пушат цигари? Така, се смета дека младите најчесто започнуваат, впрочем и нашите истражувања говорат дека младите најчесто почнуваат со пушење цигари на возраст од 15 години, макар што има и некои кои што дури првата цигара имаат и дури под 9 годишна возраст користено. Последното истражување ЕСПАД, кој што беше реализирано минатата година со млади на возраст од 16 години, говори дека 38% од учениците се имале искуство со цигарата. Добар е податокот што говори дека имаме намалување во споредба со 1999 година, кога за прв пат беше реализирано ово истражување, кога впрочем имаше 56% од младите искажаа дека веќе имале контакт со цигарата. Инаку во текот на последниот месец околу 24% кажале дека се пушачи, дури имаме и такви кои што се околу 2% кои рекле дека и дневно пушат повеќе од една пакла цигари веќе на оваа возраст. Дали тоа значи дека не е веќе тренд да се биде пушач? Па најверојатно што беше во еден период. Да, најверојатно и сите мерки кои што се превземаат секако дека не се доволни, нели? Со самото тоа што веќе недостасуваат рекламите на цигарите, значи и тоа секако дека многу значи. Исто така ограничувањето на користење на цигари во јавни простори исто така влијае секако. Но сепак треба уште многу да се работи заради тоа што младите треба да слушнат вистинската информација за штетноста од пушењето. Заради тоа што она што е интересно кај цигарата е дека во почетокот не чувствуваат некакви промени во однос на здравјето, но веќе кога ќе ги почувствуваат ќе поминат многу години кога веќе зависноста е веќе направена и многу тешко може да се откажат понатаму. За кои болести пушењето цигари е ризик фактор број 1? За многу и за најчестите заболувања, значи кога почнеме од кардиоваскуларните болести кои што се најчести, цереброваскуларните болести, значи инфарктот на срцето, изливот на крв во мозокот. Цигарата прави да доаѓа до зачепување на крвните садови, никотинот исто така тука има исто влијание, зависноста која што се ствара во однос на никотинот, понатаму ракот кој што е најчесто присутен токму кај пушачката популација, ракот на белите дробови, но и ракот на устата, ракот на грлото, ракот на панкреасот, на желудникот, на дојката кај жените, на мочниот меор и така натаму. Значи доста разни видови на рак се поврзуваат токму со цигарата, а исто така и поради запушувањето на крвните садови, артериите, во екстремитетите исто така може да дојде до недоволно течење на крв до клетките и понатаму може да
дојде и до оштетување, па и да се развие гангрена, па да може да се ампутира екстремитетот. Дали значи дека сите пушачи ќе се разболат или некоја болест поврзана со пушењето ќе се јави пак кај сите пушачи? Значи, сигурно дека нема да се јави истата болест кај сите пушачи, дека нема да се јават кај сите пушачи, но она што загрижува е тоа што како ризик за појава на одредени заболувања пушењето учествува дури со 21% како причина за смрт. Пред 20 години се сметаше дека е 6%, но денес се смета дека е дури 21% како причина за појава на болести од кои што се умира, така да тоа е доста загрижувачки податок. И покрај предупредувањата на лекарите дека треба да се прекине со оваа штетна навика, некој едноставно не може да се откаже, па се обидува да ги намали цигарите. Дали тоа намалување е исто што и но сепак би препорачала дека и колку што е можно сведување на минимум на бројот на користени цигари, секако дека многу ќе влијае во однос на здравјето, во подобрување на здравјето, прочем и тие самите ќе почувствуваат огромна разлика во однос на нивната здравствена состојба. Пожелно е да се прекине со цигарите, но доколку не може тоа, добро е барем да се намали, да се ограничи тоа, например со одредени ритуали, да се поврзе со храната барем на неколку цигари, се што е колку што е можно помалку, толку е подобро. Важеше едно време, еден период дека во ова поднебје многу се пуши. Дали уште важи таа синтагма да се пушат цигари? Уште ли е Македонија дел од таа светска листа каде што често се пушат цигари? Македонија има долга традиција и во односи на производството на тутунот, на цигарите. Секако дека спаѓаме во таа група. Во последно време развиените земји се тие кои што со долгогодишни акции, едукативни, информативни, успеа значително да го намалат бројот на пушачите. И карактеристика за пушењето е токму дека е присутно најчесто во земјите кои што се недоволно развиени, значи сиромашните држави. Се смета дека околу 80% токму е најприсутно во овие држави. Неодамна беа, неколку години назад, веќе се формирани тие советувалишта за одвикнување пушење од цигари. Имате информации колку луѓе ги посетиле, дали некој се откажал? Каков е тој процент? Значи, во 2014 година во сите центри за јавно здравје во Републиката беа формирани овие советувалишта за откажување од пушење. Пред тоа беше едуцирани кадрот кој што работи во центрите за јавно здравје. Имаме бројки кои што говорат дека над 500 лица веќе се јавиле и учествувале во групна терапија, а додека околу 40 се оние кои што работеле со индивидуален третман. Во однос на успешноста ќе мора да направиме истражување подлабоко за да видиме каква е успешноста, макар да пак ќе речем пушењето е нешто кое што предизвикува долгорочна зависност, значи се смета дека во хроничните, да речем условно болести, кои што се повторува заради тоа што многу често се случува да човекот се откаже од цигарите, па после извесно време повторно почне да пуши, тоа доста често се случува, така да многу тешко, мал е бројот на оние кои што дефинитивно престанале да пушат и веќе никош не посегнале по цигарата. Потребен карактер, значи. Па не се работи тука за карактер, се работи за зависност. Значи дефинитивно докажано дека зависноста од цигарата е исто толку силна колку и зависноста од хероинот. Значи кога е внесен никотинот на ниво на клетка во мозокот, повторно бара да биде внесен. Доктор Ончева, јас ви благодарам за гостувањето. Благодарам.